Почитувани, добро вечер. Недела вечер, ние повторно со подкаст ВМРО ДПМН зборува. Вечерва ќе разговараме за една многу интересна тема, а тоа е спортот во Македонија. Ќе разговараме за спортските сали, ќе разговараме за новите проекти кои што ново формираното Министерство за спорт ги реализира и во иднина планира да ги реализира. Преку Агенцијата спорт, сега Министерство за спорт се вложува во спортот и во младите. Ова е еден од доказите дека новата влада, предводена од ВМРО ДПМН, инвестира и во спортот и во младите. На мое огромно задоволство, вечерва со нас е министерот за спорт и млади Борко Ристовски, поранешен македонски репрезентативец во ракомет. Добро вечер, добро ве најдов. Добро вечер и благодарам на поканата. На почеток едно прашање. Дали е полесно да се биде министер за спорт или да се биде на голот? Па двете работи се подеднакво тешки, не е дека не постои работа која што ако сакате да бидете успешен е лесна, мора да се вложите сам себе многу, мора да вложите многу од вашето време, да се посветите на таа работа ако сакате да бидете успешен, ако сакате да бидете просечен, секоја работа може да си ја наместите да ви биде да се најдете во зона на комфорт и на комодитет и да си ја терате така. Меѓутоа морам да кажам дека и двете работи се навистина подеднакво тешки. Оваа работа сегашната министерска е многу потешка на психички план, имате многу состаноци, многу документи кои што треба да ги прочитате, многу проекти кои што треба да ги изреализирате и да стоите на се она кој што ќе оветите во кампањата и се она што сте се залагале претходно да го исполните, и тоа е тој психички притисок кој што е константно над вас, додека кога сте спортиста само одите на тренинг, само не е тоа баш така само, меѓутоа одите на тренинг и после тоа сте малце психички порелаксирани и поопуштени, може да се посвети и на социјален живот и на фамилиарен живот и на секаков друг, за да малце се отрнете од таа ваша работа, меѓутоа овдека е работа 24/7. Кога сме во однос на работата, морам да ве прашам, изминатиот период може да ве забележиме на многу отварање на спортски сали низ целата Македонија. Може ли повеќе околу Расадник салата да ни кажете, салата во Радовиш? Исто изминативе денови актуелно е, подолг период е актуелно, што се случува со УКИМ салата, спортската сала? До каде е тој проект? Кога ќе се реализира? Да ни кажете. Ќе почнеме од почеток. Значи салата Расадник веќе е во солидна фаза на изведба. Ние ветивме и рековме дека до октомври, најкасно ноември, таа сала ќе биде пуштена. Иако проектот за нејзина реконструкција е многу подолг од тоа, меѓутоа ние правиме заедно со економскиот оператор навистина човечки напори да таа сала ја ставиме во потреб што е можно побрзо. Мислам дека ќе се заврши до октомври, најкасно ноември. Се надевам дека ќе се заврши и така да тоа ветување кој што го дававме, тој проект кој што кажаме дека ќе го завршиме, салата во Радовиш ја завршивме и реконструкција комплетна во експресно време за само 50 на дена, иако беше планирано по договор со економскиот оператор таа реконструкција да трае 6 месеци, ние завршиме за 50 на дена, што е навистина едно многу големо скратување од тој договор и временската рамка која што требаше да заврши. За салата УКИМ можам да кажам дека јас се нафатив и прифатив да Министерството за спорт ја реконструира, иако таа не е под нас, наши ингеренции е повеќе под Министерство за образование и имавме состаноци со ректорката и со сите професори од таму на кои што замоливме да проектот за реконструкција дојде од нивна страна, а да ние си ја преземеме врската за да објавиме јавен повик, да обезбедиме финанси за нејзина реконструкција и да ја конечно ставиме во употреба, затоа што навистина таа сала 10 години пропаѓа и не ми е јасно како до сега не се решил тој проблем, и тоа како и да е. Пред празниците го добивме проектот од УКИМ за реконструкција на салата и веќе во најбрз можен рок ќе објавиме, како што кажав, средства имаме обезбедено и ќе објавиме јавен повик на кој што ќе се избере економски оператор кој што ќе реконструира таа сала и мислам дека до првиот студентски ден ќе биде салата пуштена во употреба. Значи, ова е буквално уште еден доказ дека доколку нешто се сака да се направи, може да се реализира, и тоа за, да речеме, помалку од една година, она што не успевале минативе да го направат за скоро
Па, добро, јас кажав, ако сакате да бидете успешни, ќе се посветите и ќе работите, доколку сакате да бидете просечени, подпросечени, да бидете само фигура која што е некоја политичка, во мојот случај министер, може и да одберете така да бидете, меѓутоа мојата цел не е да бидам само министер, туку да оставам проекти позади себе, да оставам промени во спортот позади себе, нешто со кое што најпрво ќе се гордам јас себе си, потоа моите дечиња и на крај да има бенефит целиот спорт во Македонија, да имаат бенефит најмладите кои што допрва треба да се занимаваат со спорт. Според мене многу важни работи се капиталните инвестиции. Оној кој што барем малку разбира спорт знае дека без капитални и без услови за тренинг не може да се развива професионалниот спорт, меѓутоа не може ни да ги привлечете оние млади за да се бават со спорт рекреативно во почетокот, нели? Меѓутоа со годините тоа да прерасне во еден професионални спортисти и мислам дека сите подзабораваат и некако тој јавен интерес го ставаат на страна, што за мене го повторувам, можеби сум досаден, меѓутоа јавниот интерес има во мојата агенда и во нашата агенда во Министерството многу високо место, а тоа е да под јавен интерес се подразбира да создадеме услови за рекреативно дечињата најпрво да се почнат и да ги привлечеме да се бават со спорт, а потоа да преку салите, да ги преку создадени услови, реконструирање сали, изградење нови сали, да ги натераме да останат во спортот, а не да се занимаваат со овие сите знаеме популарни кои што се хобија, тоа се компјутерите, игрите и други сите овие модерни пороци да ги наречам со една реченица, така да се е некако поврзано. Ние до сега завршивме и околу 13, мислам, реконструиравме мултифункционални игралишта низ цела Македонија и мислам дека до крајот на летото ќе реконструираме уште барем толку, а до крајот на годината мислам дека ќе стигнеме до некоја бројка од 50-60, што е еден импозантен број на реконструкција на спортски игралишта со кои што ќе покажеме уште еднаш дека не е само професионалниот спорт важен и рекреативниот спорт, важни се младите. Уште најважно од се е да пробаме сите заедно да ги отрнеме, па ќе повторам тие модерни пороци на денешно време. И спомнавте капиталните инвестиции, спомнавте што очекувате и што имате направено. Во иднина гледаме и доста голема и важна е поддршката од владата која што ја дава финансиската кон општините, па тука би рекол дека и доста граѓаните имат голема корист од таа помош на владата која што ја дава во локалната самоуправа да може да се градат нови спортски игралишта и останати работи, меѓутоа конкретно околу спортот ќе се околу вашите ингеренции ќе се задржам. Што очекувате во иднина? Нови капитални инвестиции, нови игралишта, нови сали можеби? Па очекуваме, луѓето не знам колку пратат, меѓутоа оваа влада преку Министерство за спорт, меѓутоа владата е финансира во конкретно случај преку нас, да ги дадеме и ги одобриме средствата за реконструкција на салата во парк, на кошаркарскиот клуб Работнички. Веќе се двете транши префрлени на пари, веќе реконструкцијата е во тек. Тоа е една работа која што уште една работа која што ја финансира владата и преку Министерство за спорт. Во план ни е да до нова година отпочнеме барем со 3 нови спортски сали. Веќе првата, мислам дека јавниот повеќе во тек, а тоа е ќе градиме спортска сала во Војната академија во аеродром. Најпрво, според мене, таа сала ќе има повеќе бенефити, а тоа е најпрво војните питомци ќе имаат своја сала затоа што тренираат во катастрофални услови. Ќе имаат своја сала, а второ е таа спортска сала која што ќе се гради во аеродром ќе биде наспроти училишта и ние кога градиме еден спортски објект или кога реконструираме, секогаш во договорите кои што ги даваме владение нели на институциите, ставаме дека јавниот интерес мора да биде запазен, а тоа е дека сите оние кои што сакаат училишта да ја користат салата, да можат бесплатно да ја користат, без никаков надомест, и да има оставен простор од 2 до 3 часа во денот за рекреација. Тоа е тој јавен интерес кој што сакаме секој едно дете кој што ќе посака, возрастен кој да е, да отидат во салата и да играат кошарка, фудбал, ракомет, што е одбојка, што и да има бесплатно време кој што ќе може да се запази тој јавен интерес, зашто морам да напоменам дека навистина е важен и мислам дека сите треба да си ја запазиме таа одговорност општествена и да нормално ставаме простор за секој еден кој што не може да си дозволи да плати професионални часови за тренирање фудбал, кошарка, одбојка, да го однесе своето детенце и тој да отиде да се рекреира рекреативно, така да
Веќе сме во тендерска постапка за таа сала. Во текот на летото ќе објавиме јавен повик за уште една спортска сала во Струмица и мислам дека до крајот на годината ќе објавиме уште една спортска сала за боречки вештини, која што ќе биде на територијата на општина Бутел, за да на нашиот олимписки медалист Дејан Ѓоргиевски направиме еден олимписки дом и да му направиме барем соодветни услови кај што може да се надградува он, меѓутоа и да се раѓаат нови олимпици, тоа е многу важно. Таа сала ќе биде за боречки вештини, ќе биде специјализирана за тоа, така да во тек изработка на проектот за таа сала и така да мислам дека една импозантна бројка за се она што ние комисарство го направивме, ќе го направиме за овие 9 месеци, 10 колку што постоиме и мислам дека ајде, 5 базени не ги напоменав, кои што стојат 3-4 години веќе стоја да не почнати, почнати, меѓутоа далеко од завршување. До крајот на летото ќе ги пуштиме сите 5 во употреба. Уште една работа, уште еден доказ, ако сакате така да кажеме, дека доколку некои работи се посветите, може да ги завршите. Ја не знам зашто 3-4 години се не биле завршени, кој е рок на изведба на тие базени 12 месеци, така да ќе ги пуштиме тие 5 базени до лето. Сите ќе ги ставиме во функција, ќе ги предадеме на општините, ќе започнеме реконструкција на базенот кој што 10 години стои во Охрид. Тоа е уште еден огромен чекор и показател дека мислиме и се грижиме за сите делови на Македонија, не само за Скопје. Тој базен мислам дека е почнат пред повеќе од 10 години, меѓутоа 10 години веќе од 10 години е направен, за 10 години можеби 30 на 40%. Останатите се провлекувале некои си проблеми кои што не ми јасно како не биле решени за 10 години. И така да и таа обврска ќе си ја преземеме на себе да почнеме во најбрз можен рок со реконструкција или со довршувањето на базенот во Охрид, кој што мислам дека за некои си 10 на месеци ќе го завршиме тој и ќе го предадеме на локална самоуправа. Така да тоа се работи кои што планираме и наши активности во иднина. Навистина, кажавте и вие, кажа претходно и салата во Уким ќе до првиот студентски ден или час ќе ја предадеме, меѓутоа нашите амбиции и проекти за веќе следната година се уште поголеми и ќе се обидеме да направиме еден план кој што ќе го исполниме или ќе оди со добра реализација и динамика, за да пак ќе повторам да секој едно збор кој што сме го ветили и работа која што сме ветили, кажале ќе завршиме да си ја завршиме во одредениот рок. Ако смеам да заклучам по она што го говорите, ова значи дека 2025 година ќе биде навистина на високо ниво на задачата, односно се посветувате доста во скоро секој сегмент од вашите надлежности. И јас би сакал сега да отворим и една неубава би рекол тема, односно би сакал да ве прашам како се справувате со оние индиции за злоупотреби во претходно Агенцијата за спорт, сега Министерство за спорт. Што се случувало во минатото? Видете, има обвинение, дел од вработените и поранешниот директор има обвинение против нив. Јас во самото доаѓање сите оние луѓе кои што беа или се под обвинение веднаш ги суспендирав и ги отстранивме од работа затоа што не сакам институцијата Министерство за спорт да биде вовлечена во било какви процеси такви и тоа е она што можевме да го направиме ние за да ја оставиме институцијата да остане чиста, да не затоа што вие може да ги оставите тие луѓе на работа и важи она правило дека доколку не се докаже дека е виновен, а невин, меѓутоа со самото тоа според мој размислување и според нашиот правен тим, доколку ги оставевме на работа, имаше голема шанса да бидејќи тие мора да ги оставите да работат и повторно да го работат истото што го работеле и постоеше голема шанса да институцијата Министерство за спорт, која што е една чиста институција, нова институција, да се вовлече во тој процес и да се извалка и реномето на новата институција, така да си направиме дополнителни проблеми, така да веднаш ги суспендиравме, ги викнав на разговор да им ја објаснам ситуацијата, дел го сватија тоа, дел не го сватија, меѓутоа на крај на денот тоа е што е. Некому може да му се допаѓа, некому не, меѓутоа силата на честноста на една нова институција и силата на некриминалот во една институција не може да биде
предмет на разговор, дискусија, барем не со мене, така да тоа е тоа. Во овој момент ситуацијата е такава каква е и сум горд за тоа што веднаш во првото доаѓање во неполни 10 дена ја решиме таа ситуација, за да не се доведеме во иднина со непотребни објаснувања и имаме соработка добра и со јавната обвинителка. Ја јавно кажувам секогаш и ги охрабрувам сите институции, доколку има индикации од било кој, сега ќе зборам за мојата институција, која што јас се водам, доколку има индикации било кој од било кој член или не знам, свиркач или како сака да кажете го, јас го кажувам тоа и јавно повикав да се направи истражување и така треба да функционира една институција според мене. Нас ни праќаат и не знам, нели оние анонимни прашања кои што треба да ги одговорите и треба. Може да ги одговорите, може и да не ги одговорите, меѓутоа ние ги одговараме во најбрз можен рок од секакви си невладени организации. Меѓутоа тоа е од една едноставна причина затоа што немаме апсолутно ништо што да криеме, све е транспарентно, иако веб страна уште немаме, меѓутоа се надам дека за некои си 10 дена ќе имаме и тоа, за да можеме и транспарентно да ги објавуваме сите работи, сите тековни јавни повици, тендери кои што се објавуваат, меѓутоа и да ги објавуваме нашите проекти кои што ги правиме, затоа што на крај на денот оваа моја позиција јас ја сваќам како една чест, нормално, меѓутоа една огромна обврска за да направите нешто што 10 години, 20 во минатото не било направено и тоа е мојата, да кажам, мојот лайф мотив за тоа што се нафадив на оваа позиција и функција. Би сакал да го прокоментирам и оние случувања изминатата година, ако не се лажам, беа, каде што порано доста беа атакувани на некој начин спортските звезди кои што рекламира или беа во соработка со спортски обложувалници, игри на среќа и слично, меѓутоа вие рековте да застанеме тука каде што да не направиме некоја поголема белја за младите. Што ве натера на овој чекор? Па видите, општеството ни беше и се уште ние во еден слободен пат. Вредностите кои што генерално кај сите луѓе се помалку човечките вредности зборувам ги снемува, пороците на денешницата се повеќе ги има и ја разбирам и ситуацијата на тие казина и обложувалници и брзи кредити да се рекламираат, меѓутоа мора да се стави линија и да се каже јасно дека никој не може да биде над интересите на државата, никој не може да биде над јавниот интерес и никој не може да биде над, според мој размислување, правење на здрава иднина за нашите најмлади деца и тоа е тоа кој што ме водеше во таа ситуација и гледате дека ги прекинаа тие сите реклами. Морам да кажам дека во една најпријателска атмосфера се случија сите тие договори да не се рекламираат спортистите повеќе лично. Јас алудирав дека со средствата кои што се трошат за тие спонзорства да се направат што е можно повеќе игралишта, да се финансираат што е можно, ако сакате, клубови, федерации, поединци, градинки реновирајте, значи игралишта што и да е, меѓутоа никако да се рекламираат спортисти како лице на едно казино, тоа за мене е непоимливо. Јас сум кажал и претходно, јас имам понуда за такви спонзорства, за сосема солидна сума на пари, меѓутоа нити во еден момент не размислував да го прифатам тоа, затоа што треба да почнуваме сите од сами себе, да не звучам секој филозоф, меѓутоа најпрво јас сум родител, татко, сопруг, па потоа сум министер и се она што секој од нас е во нашите професии во животот, меѓутоа ја најпрво треба да бидам пример за моето дете, за моите деца, а потоа да бидам пример и за општеството и кога сте на една одговорна функција мора да се носите со тоа и да сте свесни дека во животот некогаш губите, некогаш добивате, меѓутоа доколку сте на правиот пат, сигурно дека успехот нема да изостане. Како за крај, моите последни две прашања ќе ги направам во едно, со оглед на тоа дека се вложува во спортски сали, во нови терени, во спортска инфраструктура. Овие две прашања, дали може да го вратиме епитетот спортска нација и дали можеме и како да ги вратиме граѓаните на трибините? Не дека ги нема, да не се сватиме погрешно. Можеме да ги вратиме, меѓутоа сите оние параметри за развој на спортот не се изместени изминативе 10 години, морам да признам. Сите се финансираат работи кои што
апсолутно не носат бенефит за спортот. Гледате дека ние во многу малку спортови, да речем, ајде во еден или два, имаме некои си блесоци, меѓутоа генерално немаме успеси во спортот, а тоа е затоа што се финансира све. А кога финансирате се, не може да очекувате да има некои си големи резултати. Затоа ние го променуваме и го менуваме во начинот на финансирање, тоа е дека ќе финансираме само оние спортови кои што се од државен и национален интерес, оние спортови кои што се домицилни, да ги наречам, кои што Македонија во минатото имала големи успеси и на кои што цениме дека може да направи успех и да ја промовира државата и да создаде нови идоли. Гледате дека веќе во спортот нема нови идоли, мојот син сплет околности сака кошарка, го влече кошарка и ми е жал што кошарката е во таква ситуација и да ете некој нов идол во ајде да кажем во последниве 5-6 години не се родил. Кошарката не создала, не можам да кажам дека не се родил, меѓутоа не создала кошарката. Во ракометот има тек тука некој ќе се роди, во поединечните спортови ајде Дејан е тука, има од атлетика Дарио, меѓутоа имаме пливачи сега млади талентирани деца, имаме ние таленти, меѓутоа доколку ги ставите на исто рамниште со оние спортови кои што немаат апсолутно никаков, државата нема апсолутно никаков интерес, тогаш и финансирањето ќе биде подеднакво и ќе не можете да го финансирате едниот кој што е поталентиран со повеќе средства за да направи поголем успех. И тука е тој проблем кој што според мене се јавува и мислам дека ние ќе ги помагаме сите спортови, тоа апсолутно не е спорно, меѓутоа ќе ги финансираме оние спортови кои што се од интерес на државата и кои што ние цениме во овој момент дека може да ни носат најголем успех. Така да може да се врати, пак ќе повторам, треба да се смени многу и во мајндсетот на сите нас, како тоа треба и што е спорт, и што е професионален спорт, што е рекреативен спорт, што е јавен интерес, за да можеме да најпрво создадеме огромна маса на деца кои што ќе се бават со спорт, а потоа до таа маса го вадиме квалитетот. Така да треба работа, меѓутоа Македонија е спортска нација, овој народ разбира што е успех во спортот, што не, и токму затоа и се помалку го има на трибини, затоа сите треба да работиме. Ја морам да напоменам дека Министерството за спорт не е тука за да креира успеси во спортот. Министерството за спорт е да создаде услови за да се развива спортот. Тоа е основната функција на спортот. Ние не можеме да правиме нови ракометари, нови кошаркари, нови фудбалери, нови одбојкари, меѓутоа ние она што можеме да направиме е да им направиме што е можно повеќе сали, да тие сали бидат стоплени во зимниот период, а нека сега да се тренира на минус температури, да направиме што е можно повеќе игралишта, да изреконструираме што е можно повеќе сали, да направиме што е можно атлетски патеки повеќе, да направиме што е можно базени и да ги даеме и да ги предадеме во функција, а натаму останува на треnerите, на федерациите да ги развиваат спортовите и да креираат нови идоли во Македонија. Министер, ви благодарам за ова ваше вечерашно гостување. Навистина ми беше драго што можеме да поразговараме на што е можно повеќе теми и како заклучок јас би кажал дека ќе се вложува многу во младите, дека имате навистина идеја и реализација како и програма како да го направите тоа. Јас ви посакувам многу успех во вашиот мандат како прв министер за спорт. Многу успех и се надам дека во иднина повторно ќе имаме европски великани како што некогаш беше Вартер. Благодарам на поканата и се надам дека ќе се гледаме повторно за овој работа. Ви благодарам. Благодарам. Почитувани гледачи, тоа беше се за оваа вечер, каде што наша главна тема беше спортот во Македонија. Ви благодарам за вниманието и се гледаме во следното издание. Поздрав и секое добро.